од од нашата локална самоуправа, но од вашите служби, да речам, беа дадени напатствија дека сите медиуми ќе треба да функционираат на комерцијална база. Тоа е окей, и велам дека не е ништо спорно, меѓутоа е спорното тоа што начинот на кој тоа се бара, ако се има предвид пазарот таков каков што е и она што и вие го тврдевте и претходно дека нема пари меѓу луѓето, и сега прашувам како овие медиуми би можеле да опстанат без никаква помош, значи не некого да го фаворизираме заради пари, меѓутоа за некаква соработка која што еве и на комерцијална база нека биде, во смисла она што ние би го сработиле, меѓутоа некој треба тоа да го плати. Како во тој правец ги гледате вие работите како градоначалник, ве прашам, значи вашите служби нормално е да ве советуваат и да ви кажуваат, меѓутоа сепак велам таа спрега мора да постои едноставно. Како гледате вие на ова? Апсолутно ќе ви одговарам. Значи не станува збор за никаква одбојност, како што сакате да ми кажете со сите медиуми во градот, само нема да дозволам клиентелизам и некои да бидат привилегирани, а некои да бидат запоставувани. Јас сакам на професионален начин и на професионално ниво тоа да го направиме. Значи вистински економски, колку ќе сработите, толку да ви плати и општината и на било кој медиум. Значи не сакам да бидам доведен во ситуација на рекетирање, директно или индиректно, како што некои сака да прават. Ви го кажувам сега и на целата јавност, ќе кажам дека... Токму затоа и ја сакам пред јавноста, отимавме, веќе го кажам овај, можеби и не беше, немав може ни намера да го прашам, меѓутоа должност ми е и кон гледачите, да кажам, има периоди кога добро е да се знае вие што работите, отивеламе ве конкретно за нашиот медиум, ќе кажам, убаво е да знае јавноста, оние што ве бираа, дека градоначалникот Илија Јовановски работеше, не знам, во Мексико или како ги викаме веќе линарите или било каде, и тоа е добро да го види македонската јавност. Меѓутоа, ако одиме на оваа база вака, едноставно и ние се најдуваме во некаков расчекор, бидејќи ќе трчаме за да обезбедиме пари од некаде и може да се случи да дадам нешто што е минорно, но оти некој нас ни платил за тоа, а автоматски да ги нема активностите кои се круцијални за општината, кои што ги спроведува градоначалникот и локалната самоуправа. Мора да им директен. Вие до сега бевме учени да добиете од локалната самоуправа пари колку што ви требаат, можеби, или колку што не потребаат. Не, сите медиуми јас имам документи, подеднакво, значи добиваа. Не беа подеднакво. Јас знам дека се делело капом и шапом. Разбирате? Така. Апсолутно тоа нема да го дозволам. За да ме фаворизирате мене, јас да ви плаќам вас пари. Никога што нема да се случи. Јас не сакам ниту да ме фаворизирате, ниту да ме омаловажувате, да бидете објективни, да бидете реални, да бидете професионални, а она што треба да добиете како финансиски дел ќе добиете апсолутно. Ама нема да дозволам, уште не ќе спомнам, рекетирање од било кој тоа се покуша на некој начин. Нема да дозволам затоа што не е професионалност. Мора да се смени начинот на нашето однесување. Апсолутно јас ќе ви кажам и за вашиот медиум. Во овие 2 месеци 2 пати или 3 пати или еднаш ме имавте покажано на... Затоа реков, чувствувам морална одговорност пред гледачите да кажам, но добивме ако бевте професионалци, ќе ме кажувавте нормално, не сака да ве фаворизирате и не може... Градоначалниче, без пари нема да може никој да обстани, верувајте ми, многу добро го знаеме ние тоа. Да го сработевте, јас ќе ви платам, ама нема предред да ви дам пари, нема, така нема да се случи. И понатаму нема да ви дам, на несработено нема. Така како што беше порано. Од сега така ќе биде. Значи, сработете... Мило ми е што велам пред јавноста да го расчистиме тоа, и ние како медиум имаме морална одговорност. Да ви кажам се нешто. Дадовме соопштение на сите медиуми за новогодишната вечер, како овие денови после мојата пресконференција од 28 до 31 кои се активностите на општина Прилеп. На сите медиуми пишани електронски ги дадовме и има 4 радија во Прилеп. Ниедно радио не беше фаворизирано. На сите подеднакво се плати. На визија колку што имате по вашата овој ценовник што е, така знам. Така да тоа ќе го почитувам и тоа ќе го правам виднина. Тоа го расчистиме. Ви кажувам отворено, значи најмногу ми е најотворено уште повеќе. Ама нема да дозволам телевизија, визија и нема никогаш да разговарам на тој начин. 2 месеци вие да не го спомните градоначалникот
Тоа е Прво е нормално. непрофесионално, значи затоа реков, За вас ви кажувам. чувствувам морална одговорност пред гледачите, бидејќи јас за нив постоиме ние. Дефинитивно јас инаку можам и сама да напишам нешто и да си го читам сама. Никогаш да ме фаворизирате како што беше порано. Сакам да кажувате и да информирате објективно, ама нема да дозволам како некој, тоа е демократија. Значи тоа е демократија, а уште е поголема демократија кога го спинуваат градоначалникот или објавуваат невистини за него, а тој останува рамнодушен и му кажува дека тоа не е добро, треба да се поправи, затоа што тоа не е начин на однесување на еден професионален новинар. Така. Тоа е Реков дека сите имаме некакви принципи, норми, особено велам еве ние повозрастните новинари што сме, значи се знае како треба нештата да бидат и велам ако не друго имам грижа на совест заради тоа што и треба да имате.